Добро е што во законските решенија изграден е став по предметите од организирани криминал и корупција да постапува основното јавно обвинителство за гонење на организирани криминал и корупција, наместо како што имаше идеи за формирање на две обвинителства. Со тоа нема да има преклопување на надлежностите меѓу двете обвинителства и ќе може поуспешно и поефикасно да се организира работата на ова обвинителство. Сакам да појаснам дека обвинителите од поранешното специјално јавно обвинителство во законот немаат повластен третман, ниту пак се обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал, тие остануваат во обвинителствата каде беа вработени пред изборот на специјални обвинители. Имајќи предвид дека тие работеле на одредени сложени предмети, законот пропишува дека ќе продолжат да работат во овие предмети до нивно завршување. Ваквото решение е основано заради ефикасност на кривичниот прогон, со што сторителите на кривични дела ќе бидат изведени пред суд. Законот доследно го гради принципот дека изборот на јавни обвинители е во надлежност на Советот на јавните обвинители. Тој ја носи одговорноста за тоа и не треба во професионална организација да се вметнуваат решенија обвинител да се бира по предлог на политички партии. Од не помало значење е и предвидената финансиска самостојност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а важно е што средствата за работа на јавното обвинителство се обезбедуваат во висина од најмалку 0,4% од буџетот на државата, што е новост за разлика од досегашното финансирање на обвинителството. Ова е во насока на зацврстување на самостојноста на јавното обвинителство.